почитуван мандатар, почитувани колешки пратенички и пратеници, почитуван господин Битики, многу интересен пристап зафативте, неоригинален. Сме виделе на глобални рамки, имаше Обама, имаше Трудо, имаше многу такви проекти кои што сакаат да ги опфатат сите и се, и на крајот стануваат безлични. Ми се чини дека играњето на етничката карта е одамна помината работа, дегутантно и навредливо е да правиме мериторност во систем каде што секој треба да ги исполни своите обврски врз основа на Охридскиот рамковен договор и строго пропишаните правила со промената на Уставот во 2001 година, така што се ова што се случува е представува на вистина теоретски, научно докажано дека е силување или позитивна дискриминација, на вистина мислам дека ни вас не ви носи веќе поени. Зошто, господине Битики, го мислам тоа? Затоа што кај нас веќе нема кого да го убедите. Вашите политики и вашата разорна економска програма доведоа до една катастрофална состојба и тоа граѓаните многу добро го видоа. А бидејќи не зборуваме само за прости политички флоскули и бидејќи не мислам дека се треба да се изгнаси, туку навистина треба да се видат аргументите, јас ќе ве повикам да ги видите официјалните податоци од страна на Државниот завод за статистика, кои што излегува во понеделник на 3 јуни 2024 година и кои што говорат за состојбата на бруто домашниот производ во првото тромесечие од 2024 година. И тука, господине Битики, ќе видите дека вашата реторика и вашата желба да се ставите над работите и да дадете, можеби по сопствено убедување, објективна оценка за тоа што навистина представува оваа предлог програма за состав на владата на мандатарот Мицковски, мислам дека не ви држи вода, бидејќи прво и пред се да можете да го оправдате своето убаво работно CV, ќе треба да испорачате барем 5% на реализација на вашата владина програма, која има под 5% реализација. И посебно во секторот кој што е највитален и за она што вие го говорите. Така што би сакала да ве замолам и да ви укажам и во иднина, би било убаво тука да се води една дебата, врз основа на која што ќе се создаде навистина политика која ќе креира позитивни исходи, но не со манипулирање на чувствата на граѓаните, не со погазување на Уставот на Македонија и на ниеден начин со погазување на интелигенцијата на македонските граѓани. На крајот од краиштата, тие се тие кои што одлучуваат, кои ќе ги води и резултатите ќе ги